Во рамки на серијата интервјуа со представници од политичките партии, а во пресрет на предвремените парламентарни избори 2020 година, денеска во студиото на МИЕ разговараме со председателот на политичката партија Демократи, Јорго Огненовски. Добар ден и добро дојдовте во студиото на МИЕ. Благодарам за поканата, ги поздравувам гледачите што го гледаат ова и можам да кажем слободно дека задоволство ми е да бидам во вашето студио. Припреш во изборната кампања, остануваат уште неколку денови да ја презентирате понудата пред граѓаните. Можете ли да ми наброите накусо 5 клучни работи со кои сметате дека ќе ги привлечете гласовите на граѓаните? Видете, број 1, демократи сакаат да креираат функционална држава. Што тоа значи? Значи, нашиот политички систем на некој начин е озаконет криминален политички систем. Пример, погледнете што се случува ние што сакаме да промениме изборниот модел, една изборна единица со отворени листи, праг, затоа што тогаш ние како граѓани гласачи имаме тотална демократија да заокружиме квалитет, а не како денес што ни се нуди бројка политичка партија. Се разбира криминалот, политичкиот криминал како најопасна форма на криминал кој што поттикнува, поддржува, стимулира и поддржува секаков вид на друг криминал, треба да се уништи од корен. Исто сакаме, тоа е најважна работа во тие 5 точки, економијата. Без економија ние не можеме. Младите заминуваат масовно према Светската банка, 500.000 работоспособни граѓани, млади луѓе, повозрасни заминаа во последните 10 години. Без врвна економија нема живот. Не можеме никоја сфера од општеството да ја развиваме. Дали тоа е здравство, образование, наука, иновации, инфраструктура, животна средина, социјала, нема пари. Пензиите денес се зборува нормално дека ќе се покача, нема да се покача, тоа не е ни битно, од каде пари за пензија? Значи мора да креираме економија, вработување со висок стандард. Исто така сакам да кажам во овие сите точки, многу е важно животната средина. Зошто? Затоа што колку да имате пари, колку да е ова земја убава, ако ве трујат како што не трујат со нечист воздух, ние како граѓани умираме. Доста луѓе се заболуваат, некои ќе умрат, се разбира за жал, а некои ќе се мачат со 300 болести. Значи, тоа е нешто најважно и социјалата, кога зборувам, социјалата. Ние треба да креираме систем каде што нема да зависиме, ало, побарај некој на телефон, молим те ми поможиш, јас сум самохрана мајка или човек кој што е болен, или постари луѓе кои што имаат проблеми со здравје. Зборуваме за луѓе со посебни потреби. Ние денес имаме катастрофална состојба со луѓето за посебни потреби. Значи, тие системи треба да се променат и се разбира на крајот треба да водиме на моќна надворешна политика. Да не дозволиме наводно некој да не гази и да ни менува и да ни диктира како ние во Македонија ќе живееме, бидејќи ние сме суверена држава и по законите и светски и наши знаеме добро дека никој не може да ни каже како ќе се викаме, каква историја ние ќе имаме, затоа што тоа не може никој да промени и се разбира тука ова политика што водиме домашна, значи треба да се работи за интерес исклучиво на граѓаните, на народот и државата. Така, ќе може ли да ни го кажете главниот проект на кој ќе се фокусирате и кој би го реализирале доколку добиете можност по овие избори? Па видите, ние имаме повеќе главни проекти и морам да спомнам некој проект се разбира. Пример, зборуваме сега за здравството. И тој кој е уклучуваме се разбира економијата. Ние денес сакаме со 500 милиони евра и повеќе да изградиме еден мамутски клинички центар во Скопје. Не, ние велиме вака како демократи, ќе изградиме 10 клинички центри помали, современи, низ Македонија, што ќе му овозможат на сите граѓани да не доаѓаат во Скопје. Понекогаш се работи минути, секунди да спасиш човечки живот, а ние зборуваме сите да ги носиме луѓето во Скопје. И исто така 3 современи клинички центри во Скопје, кои што ќе бидат распоредени, затоа што од Драчево треба да оди гора во Ѓорче Петров и обратно. Тоа се невозможни работи и нема да дозволиме ние да се изгради овој еден клинички центар кој што владеачките партии го туркаат со години. И се разбира никако да го направат, тоа е чиста лага, манипулација, се разбира со нас како граѓани, како гласачи. Сега имаме избори на 15 јули и цел живот веќе 30 години не манипулираат. Економијата ќе биде најголем предизвик во периодот што следува, имајќи ги предвид последиците од корона кризата. Какви проекти нуди вашата партија во насока на подобрување на економската состојба? Многу едноставно.
Јас сум дипломиран економиста, работев, живеам во Америка како филмски продуцент, има 2 компании за производство, продажба на филмови во Холивуд, но исто долго време јас работев на берзата, околу 25 години, има помагав и на други луѓе, а и за себе лично. Имам огромно познавање. Без економија нема напредок. Ние треба прво да нудиме нешто во Македонија и на светот, значи производство. Без производство нема напредок, треба да градиме фирми, фабрики. Све нешто одоколу се врти, приказни кажуваат владеачките партии, па ние, знаете, не сме сега комунизам, па не смееме да градиме. Па ние демократи велиме ќе градиме наместо како вас да крадиме, и ние велиме ќе градиме затоа што нема да чекаме странски инвестиции. Ако не доаѓаат, замислете 10-15 години, или не сакаат, затоа што сакаат да ги запослуваат нашите луѓе за 200-300 евра, а ние како демократи нудиме минимална плата денес, а не утре, како што, од владеачката партија се нуди наредни 4 години, ќе постигнеле 40% зголемување, 20.000. Мизерија невидена. Значи, нудиме економија каде што ќе произведуваме. Пример во земјоделството. Ние мора да изградиме 3-40 фабрики, помали мини фабрики, каде што ќе се произведува све во финален производ. Нема да се фрла ни праска, нема ни млеко 1 литар да се фрла. Значи, што направивме со ова држава? Ние досега 30 години не само што ја ограбува овие, туку не само што немаат појма од водење на една држава и економија, туку напротив, ние како демократи велиме дека треба не на власт, треба со државата да менаџира квалитетни луѓе. Во Македонија ги имаме во изобилство, кои што се тргнати и настрана. Значи, пак ќе кажам, фабрики, производствени погони, туризмо, инвестира пола милиарда во туризмо, а не во Скопје 2014 во стиропори и такви глупости. Неспецифична кампања во специфични услови, епидемија на COVID-19. Како вие се промовирате пред гласачите и предпоставувам имате директни средби со нив, како се грижите си да биде согласно протоколите? Ние се држиме максимално колку можеме по протоколите. Значи, каде одиме, ние како демократи, представници, не одиме во голема група, најпоќе до 5-10 души, носиме маски нормално и со граѓаните гледаме да бидат не голема исто група. Некојаш се случува некој од граѓаните да не носат маски. Ние тогаш викаме дај држите во малам дистанца, ако сакате да присуствувате нова. Значи, тотално го поштуваме протоколот, бидејќи јас доста читам на оваа тема, нормално треба да се заштитиме сите граѓани, како така. Јас уште пред 4-5 месеци, кога излезе COVID, зборував дека секој треба да носи маска задолжително. Малце луѓето се смее како тоа. Маски, гледате, Здравствената светска организација вели, нема потреба. Так, како нема потреба? Па сега и Здравствената светска организација вели да носиме маски и по големите земји, скоро сите земји. Значи, зошто? Затоа што од двајца кои ќе носат маска, сепак се намалува можноста за зараза. И немаме, значи, некој друг начин, освен што се рекламираме по телевизите, малце, исто на медиумите, што се како Facebook и другите наши медиуми, портали и на радио. Но за жал, морам тука да спомнам, ова е една прилика, ние имаме озаконет криминален избирачки законник, систем, каде што големите, наводно, па ќе речам ситни бездуше партии, кои што владеа 30 на години, си донесоа закон 90% од парите од буџетот за време на ова кампања да се додели на нив, а додека ние како нови партии, млади партии, како сакаш кажи, добиваме 10%, а исто така 80% од времето на телевизија тие го добиваат и гледам денес тие имаат по 15, по 10 минути, по 2 минути реклами, а ние имаме 10 секунди. Затоа што нашето време е скратено и да сакаш да имаш повеќе не си во можност да финансираш кампањата како што ја финансира ти. Сметате ли дека во текот на оваа кампања има многу лажни вести и црна пропаганда наспроти повисоко ниво на политичка култура и соодветно презентирање на понудите? И каква кампања вие водите? Хајде да кажам за ние како водиме, затоа што ние водиме фер кампања. Ние секогаш ја кажуваме вистината. Дали е нова партија, дали е стара партија, дали била владеачка партија. Ние сакаме да му кажеме на граѓаните преку вистината кои се овие луѓе што еве денес имаме 15 партии што понудија своји пратеници.
И ние велиме секогаш дека за да може за некој да гласаш, значи нормално да гласаш, треба да дознаеш која е биографијата на лидерот, која е биографијата на луѓето што водат таа партија во органите на врвот, за да можеш да донесеш правилна одлука. За жал, да не речам сите повеќето партии, а и сите можем слободно да кажем, и тоа се луѓе кои што ги формираат партиите од бивши советници, пратеници, градоначалници и не знам што министри и така натаму до премиери. И сите тие луѓе учествуваа во 29 години, кои поќе, кои помалце во уништување на Македонија, во уништување на народот. И ние како партија мораме да кажеме вистината, а тоа е вистина, дека еве вие сте тоа, вие сте тоа. Инаку не се служиме со црни пропаганди, лажни вести, сме против тоа, но тоа не заприливо, затоа што си почнаа партиите владеачките едни со други, што е најсмешно, бидејќи на допрен глас се вели дека некој може да те прогонува, значи судски, тие целно кажуваат кој колку украл, колку е оштетил Македонија, а досега ниједен нема уапсен, за жал, во Врховниот суд, понекогаш некој судија се разбира, и во другите судови, во јавните обвинителства се кријат во фиока делата да застарат. Ние овде, за жал, во Македонија креиравме една криминална политичка структура кој што се инфицира и го инфицира судството, полицијата, царината, јавното обвинителство. Дуи излезе со мотото прв премиер албанец, го промовираше Насер Зибери како нивни кандидат за премиер. Како ја оценувате вие оваа стратегија на Дуи и што тоа би значило за албанскиот електорат во земјава? Па аз често кажувам дека Дуи со Али Ахмети ова е една мамка за, поготово за албанските гласачи, да креира една тензија, можем да кажем и дури националистичка, дека мора албанец да биде преседател. Јас велам дали албанец, македонец, турчин, бошњак, торбеш, србин, нека ми извина другите што не спомнам, значи сите народи, народности што живеат, секој може да биде преседател на оваа држава, премиер да биде, но тоа треба да се заслужи, значи граѓаните да ни ја дадат довербата. А тоа се постигнува, се разбира, на избори и во некоја си коалиција каде што ќе се договорат. Ова е чисто нешто каде што гледам дека Дуи како партија нема ништо добро направено во последните 20 на години колку владее, а тоа најдобро може да кажат албанските гласачи, но сега морам да кажам дека и македонските и другите, затоа што Дуи или албанските партии, или македонските партии, или другите партии, не може да работат само ние македонските партии за македонците. Не може Дуи да кажува ние сме албански блок и тоа е најголемиот проблем, или ние македонски блок, па работиме само за македонците. Треба ние сите да работиме за истите, значи граѓани, независно од националност, религија, за сите, уствари, подобро кажано, и ние како политичка партија сме против национални политички партии, ние не препознаваме чисто као македонска, па албанска, па бошњачка, па не знам што. Ние велиме партиите во Македонија треба да бидат партии на Македонија, каде што сите граѓани ќе учествуваме и тие партии, како партии на Македонија, граѓански партии, како сакате да наречете, треба да работат за доброто на сите граѓани и на Македонија. Што очекува вашата партија од предстојните избори и евентуално кои би била вашите опции за коалицирање? Па видете, на овие избори ние првпат излегуваме, постојаме години 8 месеци како партија, доста се промовираме. Нас медиумите, повеќето медиуми, да речеме национални телевизии и други медиуми во Македонија ни не блокираат тотално. Ние не можеме да излеземе на медиумите и да кажеме кои се нашите ставови. Сепак, секоја ново формирана партија треба да добие шанса, затоа што секој човек можеш од улица некој да даде добар предлог. Ние сме блокирани на тоа поле. Ние како партија доста пати се обративме и до медиумите, затоа што тоа не е фер. Ние сме единствената партија во Македонија која што постои години 8 месеци, а сега само што се формира пред 5 дена партија или пред година или 2, тие се нон-стоп по тие политички дебати, но за нас се разбира за демократи нема место, но не може да не запрат, тоа е незапирливо. И ние на овие избори што очекуваме? Ние очекуваме граѓаните и ги повикуваме да излезат и да гласат. Да гласа за квалитет, да гласа за честни луѓе со богата биографија.
луѓе кои што не биле политичари, кои што не учествувале на секаков можен начин во уништување и на Македонија на својот народ, да не зборувам економија и други работи што ги имаме, луѓе кои што не се политичари, напротив, му дошло преку глава, не може да седат од страна и да го гледаат ова уништување, а гледате во скоро сите партии, да не речем сите партии, тоа се такви луѓе кои што се бавеле порано со политика, учествувале, не се бунеле кога нивните партии уништуваа и народ, и нација, и држава, и кога не обезличија. Демократи се единствена партија, граѓанска во Македонија, кој што нема опашки од позади, кој што јас како преседател 20 години, 30 години сум работел во странство и не знам што е политика. И да ме молиш и 5 милиарди да ми даеш, јас нема да се бавам со политика и не сум политичар, но сега сум принуден за доброто на сите нас, нека гласаат, значи за нас, а народот, граѓаните, гласачите ќе одлучат што демократи, колку пратеници ќе добијат и колку нема да добијат. Тоа е одлука на гласачо и јас едно би кажал дека во конкретниот случај, само по тие услови, секој гласач нека длабоко размислува, затоа што секој глас даен за досегашните партии владеачки, кои што 29 години се покажа на дело што направија за нас, за младите, за возрастните, за старите, за пензионерите и за економијата и се нешто друго, дали вие ќе гласате за нив и ќе си гласате, се разбира за нив, ако гласате против вашите деца, внуци, сограѓани, Македонија. Тоа ми беше и следното прашање, една ваша порака до граѓаните. Па јас би ги повикал граѓаните да ни се придружат во демократи, да креираме функционална држава. Држава каде судството, јавното обвинителство, полицијата ќе работи во интерес на граѓаните, а не во интерес на криминалците. Да ни се придружат да се уништува политички криминал, да се врати украденото со години што се крадеше од нас, од народот, да се донеси една изборна единица со отворени листи, да се намали во собранието, да се намалат во собранието пратениците, да креираме светско здравство, економија, образование, наука, иновации, да се грижиме, се разбира за старите, за луѓето кои што му е потребна помош, сиромасите, луѓето со посебни потреби, самохраните мајки, да креираме животна средина каде што ќе дишиме чист воздух, а не да умираме. И ги повикувам да ни се придружат, да креираме функционална држава и заедно со демократи, Македонија една за секогаш и ние да почнеме да живееме нормален живот како што заслужуваме. Гласајте за демократи, заокружете го број 2. Ви благодарам, господин Огниновски, за одвоеното време. Благодарам на поканата и драго ми е што присуствувам со вакви прекрасни луѓе денес.